Почитувани, добар ден, почнуваме со црвена линија. Во 90-тите години од минатиот век во сите земји во транзиција прво се промени начинот на воспитување и традиционалното се замени со кадифено. Класичниот модел казна, убав збор и страв од ќотек. Децата со текот на времето сваќаа дека правилата мора да се почитуваат и дека тоа е неминовно. Модерниот модел кадифено или меко нежно воспитување полека ги освои традиционалните семејства. Родителите наивно поверуваат дека позитивното условување всушност е вистинската љубов. И така, денеска родителите им стана лоши слуги на своите деца, а децата нивни лоши господари. Тоа се новите улоги во семејствата на нашето време. Родителите не мислат ништо лошо, тоа го прават од љубов, сакаат да им олеснат на своите деца. Понекогаш нивната интервенција значи помалку неред, што им е далеку полесно, но не е секогаш правилно. На децата им ги кратат основните животни вештини што треба да ги научат самите. Читање, раскажување, изразување и одговорност. Најголемиот проблем со ваквиот пристап на родителите е мешање во процесот на учење, со што ги оштетуваат вредностите на образованието. А децата учат дека успехот не треба да доаѓа од вложен труд, туку со мамење. Зошто децата од најрана возраст ги учиме на копи-паст? Ете, тоа е оно што ве прашуваме денеска во црвена линија. Секогаш имаме прашање плюс, но тоа е секогаш и анкетно. Така да него можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм, профилот е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Штом не заследите, веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Па еве го денешното прашање за оние кои што не следат на Инстаграм. Родителите на Фејсбук бараат прераскажани лектири. Од кои причини според вас? Под А, затоа што се мрзливи родители или пак под Б, мрзливи деца. Оставаме на вас да дадете удел во оваа анкета, кликнете на вашиот одговор и секако во проценти ќе ги пресметаме резултатите и ќе ги соопштиме некаде кон крајот на ова денешно издание. Секако со нетрпение сакаме да ве слушнеме, особено знаеме дека во црвена линија секогаш се вклучуваат и најразлични генерации. Од вас повозрасните, средни генерации, луѓе кои што еве во моментот сте родители, така да верувам дека и како баби и дедовци, како родители и секако и како млади ќе можете да еве споделите со гледачите на црвена линија како всушност гледате на нештата, односно на ова модерно родителство кое што секако не е само на овие простори, туку некако е белег на новото модерно време на секаде низ светот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Вака, мене ме слушаш? Да, ве слушаме, повелете. Роме. Вака сега, за децата. Децата, родителите му правят овие работи. Само мобилни гледат. А јас кога бев дете, млад кога бев, прво ќе читав роман, но кој ќе легнев и после утрената ќе трчав. Од Биџево до Лозане. И назад. Ама за да знаеш треба да читаш. Без читање нема знаење. Ја бев учител во 5 села. И студирав руски. И още не хорошо говорив руски. Еве, кога бевте вие учител, како се обработуваа лектирите? Лектирите треба да читаш лектира. Треба да ја читаш за да знаеш. Така е. Тина? Да, ве слушаме. Треба да ја читаш за да знаеш. Без читање нема знаење. Така е. А еве, според вас, зошто денеска се инсистира на тоа да се обезбедат прераскажани готови лектири? Зашто денеска не сака да читат, а сега чекат само мобилните. И тие и побудалија децата. Зато вакви се децата сега. А јас кој бев учител, јас им давав знаење на децата. Ја ученик никогаш не удив со рака.
Благодарам многу што ги дадовте вашите одговори на нашето денешно прашање. Ве можете сите да видите всушност црвена линија каква тема задава. Верувам дека исклучително секој од вас ќе посака да биде дел од ова издание на црвена линија и да дадете одговор зошто децата од малечки ги учиме дека до успех не мора со труд, туку дека може и со мамење. Добар ден. Добар ден и почитување. Добре, не дојдовте во црвена линија. Еве, како гледате на модерното современо родителство и еве дали ги учиме според вас децата дека помалку труд, а повеќе мамење? Вака, значи, се работи за различни светови. Овој учителот кажа едно време, сега е ова нешто друго време. Односно и децата не се учат само со да ги учиме, и само со пример. Многу од родителите кои што разни криминалци, вакви, такви, со многу пари, бескрупулозно украдоа ова земја и на многу лесен начин се збогатија и гледате и нивните деца уживаат во раскош. За нив е тоа е уката, не е само за зборување, пошто сигурно родител нема да му каже да краде. Но затоа, а од друга страна, јас мислам дека овие генерации, новите генерации и општеството многу влијае со тоа што го уништи школството. Уништи одредени принципи кои што имаме ние како тогаш како млади, кои што строго се бранеа и од родителите и од самото општество. Сега е сосем друго време. Јас мислам дека сепак сум оптимиста дека повторно се јавуваат нови ветрови, нови знаци дека. Благодарам за вашето јавување и оно што го споделивте со гледачите на црвена линија. Нашето правило е на почетокот некаде да подсетам повторно дека 90 секунди се предвидени за едно јавување. Така да, еве, гледачот, доколку сакате да се надополните и секако да кажете дополнително уште нешто, слободно повторно завртете го нашиот број 02-307-005. Секој од вас може и повторно да се вклучи во црвена линија. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме со вас, еве, дали сметате дека можеби во последно време преку така нареченото современо кадифено родителство децата ги учиме повеќе на тоа да не ги стекнуваат резултатите со труд, туку нели со мамење или можеби со брз начин како да се дојде до целта. Оставаме на вас секако, дали како родители, дали како баби и дедовци, секако да го споделите вашиот став со гледачите на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Па, господине Љупчо, еве, некогаш и сега кадифено родителство, традиционално, построго мора да признаеме. Ја мислам дека се почнеш проблемот со пречестите промени на наставните програми, измислување топла вода, да ти кажам право. А тоа еве го сега го гледаме резултатот колку оди на подобро, тоа што е сите оние што сакаат да успеат во животот, да научат нешто, бегаат во странство да учат. И сега наместо од тоа да извади некој поука, па да... Ние, знаете, ајде да кажеме дека родителите се делумно криви. Но, ајде да земеме од што децата да учат, сакам да ми објасни некој. Какви учебници им се спремаат на децата? Дали се тие учебници со кои може детето да го разбере, да разбере наставната програма? Ја ви гарантирам дека во денешните учебници по родителите не може да се снајдат, а нека моли децата. Тоа е едната работа. Втората работа, зошто се дозволува на интернет да бидат прераскажани лектирите или тие книги што треба тоа што им се бара на децата како домашно. По невречение, понапред лектирите сме ги прераскажувале. Морате да ја прочитате, па да ја прераскажете и наставникот да ве потпраша нешто, не да кажеме не... Да провери дали е прочитана книгата. Дали е прочитана лектирата. Денеска како се работи тоа? Знаете, пријателски врски, попуштање во школо, незаслужени оценки, едноставно ги... Благодарам многу за учеството во црвена линија. Се знае, повторно завртете го бројот за нови 90 секунди.
А еве, од каде некако ни дојде инспирацијата за оваа денешна тема. Верувам секојдневно секој од нас нели си го поставува прашањето дали сгрешивме, дали кадифеното родителство е правилно. Па еве, инспирирани од она една објава која што некогаш ја напиша наставникот Гоце Бумбаровски на Фејсбук, вели: вашите разгалени деца се одрас на вас, почитувани разгалени родители. Наместо да ги потикнувате децата да читаат лектири, вие им ги прераскажувате. Уште полошо, барате готово прераскажани. Почити и наклон за исклучоците. Верувам дека се во поголем број. Па еве, како гледате и на ова кога се бараат или вакви брзи решенија да се дојде до резултат, односно дали сметате дека децата токму преку ваквото кадифено родителство ги учиме можеби на тоа да до резултатот дојдат со многу малку труд или воопшто труд, и дека до резултатот може да се дојде до целта со мамење. Оставаме на вас да ги слушнеме одговорите. Добре дојдени сте сите. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме. Вака. Види, на ова време сега во оваа епоха, ова доба тука зло невидено, ако го тераш детето со крстот на чело да иде, биди сигурно дека си го осакатил за веки векови. Значи, не можеш да го учиш да биде поштено, вредно, трудолюбиво, заради тоа што све околу тебе се случуваат негативни работи. Да се тоа позитивизира, има многу води да протечат, многу фурни леб да направат, многу пекари да испечат бели пецева и све останат или месари. Така да сега тако е времето, го учиш, како што гледаш министри, имаш без школа, премиери без школа, председатели без школа, значи имаш еден услов порано за полицаец, за да исполнеш треба да бидеш ука глуп, туп, физички јак. Сега такви времења дојдоа каде што тие просперираат. Тие што беа учените, што се беа трудолюбиви, сега се на долната граница на преживување и нема напредок за нив. Министерката е доволен показател за образование, дека таа створи некој си доктор, а е министр за образование. Поздрав. Поздрав, благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Почитувани, сега кога ќе ве потсетам сите вас останати, кои што може би ви е и полесно нели преку коментари или едноставно нема да успеете да не добиете во живо во црвена линија. На социјалните медиуми, поточно на Фејсбук, заследете го нашиот профил Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Еве како изгледа нашата објава таму. Црвена линија прашуваат зошто децата од најрана возраст ги учиме на копи-паст. Она што бараме од вас е секако да ги дадете одговорите на прашањата врзани токму за тоа дали ги воспитуваме преку кадифеното родителство децата денес да вложуваат многу помалку труд или да го избегнуваат, а всушност со мамење да доаѓаат до посакуваната цел. Во тој случај се разбира во нивниот случај до посакуваната оценка. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Секако еве ќе искористиме и можноста додека да вклучиме нов гледач. Верувам во Црвена линија најчесто се случува нели да се вклучуваат гледачите кои што се од повозрасната генерација. Се сеќавате некогаш дека беше задолжително сите лектири да се прочитаат. Еве ако земеме тоа и секако задолжително беше да бидат прераскажани во големи тетрадки, но и сигурно се сеќавате и на лектирите кои што беа екранизирани. Таква една и девојките на Марко. Па еве дали барајки, формирајќи групи денес на Фејсбук и барајќи лектирите да бидат достапни како прераскажани што поскоро, дали всушност им правиме лоша услуга на децата. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Јас верувам ќе останете на линија, секако дрежија кога ќе ве превземат, бидете и малку трпеливи, но она што е најважно за да имате чувство дека сте вклучени во црвена линија, ќе ве замолам да биде веднаш намален целосно и тонот на ТВ приемникот. Токму доколку не е намален како што беше пред малку, ќе немате чувство дека веќе го очекуваме со нетрпение вашиот одговор на нашите прашања денеска, така да намалете го тонот на ТВ приемникот. Ова особено важи и за оние кои што можеби ќе посакаат, а сте најдобре дојдени за прв пат да се вклучат во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно. Во ред, ќе се потрудам. Јас зошто децата од малечки ги учиме до успеш не мора да се дојде со труд. На прво место мислам дека тие по средната генерација класа што бевме, немат време, пошто тие трчат на работа од сабајле до вечери кога да му посвети. И сега нешто мора да му каже. Иначе јас сум против тоа, дека не мора со труд, него мора со труд, а не мора со мамење. Ние кога бевме малечки, јас сум од возрастната генерација, не учеа да прераскажуваа приказни. Потоа приказните не тераа ние да ги раскажеме. Со тоа треба книгата прво да се прочита, па после да се раскаже на писмено во тетрадки. А сега многу е изменето, сега напредна технологија, се напредно и ние сакаме децата да ни бидат по-напредни, ама со тоа мислам дека ги унезадуваме. Сега ретки се тие што ќе барат знаење надвор од државата. Тие што имат пари и се знае. Кој како бил воспитуван, така гледа да го воспитува и неговото дете. Големо благодарам што се вклучите во црвена линија, што споделивте со гледачите еве како вие гледате на модерното кадифено родителство. Новото време може би еве создава и така наречено мрзеливо родителство, но постојат во однос на тоа и повеќе принципи што го дефинираат мрзливото родителство. Но ние секако предност ќе им дадеме на гледачите во живо, значи на 02307005. Ве покануваме еве денес, верувам дека е исклучително интересна темата на црвена линија, па секој од својот агол, односно и како родители сте поканети, дури и како оние кои што секако учествуваат во воспитувањето и грижата на децата и како баби и дедовци. Секако и младите се добре дојдени, можеби ете и тие имаат одговор на она дали можеби новите генерации деца преку кадифеното, модерното нели воспитување, всушност ги воспитуваме на тоа да со помалку труд дојдат до резултат, а можеби повеќе да мислат на мамење. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам и вас многу погласно. Па имаме и такви. Имаме, мислам, повеќето се ученици кои што се провлекуваат низ училиштето. Благодарејќи на родителите се некој фактор, или се бизнисменчина, или се некој доста снадливи во општеството, политичарчиња, и што ти ја знам. Така наречени. Не велам дека се политичари, не можам да го наречам некој овчар политичар кој што лепел, што ти ја знам, кој што лепел плакати за време во предизборната кампања, ала на крајот седнал во пратеничка клупа, не можам да го наречам политичар, меѓутоа ете, да речеме дека е политичар. Таквите му го реметат мозокот на своите деца, ама имаме и дечиња, како што имавме и некогаш. Во мое време и во време после мене, се до падот на социјализмот, имаме и дечиња кои што имаме сега и сега дечиња кои што се вуковци, кои што се навистина набиени со знаење. Имаме дечиња кои што сакат да знаат повеќе и одат во стражство да студираат. Значи имаме и такви. Трчат по знаење, сакат знаење. Меѓутоа, во секој случај кој ќе завршат и тука, и тие, и оние претходните, што врвеле така,
кои ќе застанат во ред за работа или било што, овие шуплjoглавците имат повеќе предности за да се вработат. А овие што биле одлични, што имале просек 9,7, 9,8, тие немат. А овие што со 6,1, 6,2, таквите добиват работа. Така да не знам што би кажал, што е реално. Благодарам за се што кажавте и споделивте со гледачите на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас и ве потсетувам сите останати, ако сакате да земете учество во Црвена линија, доволно и да не заследите на Facebook, секако преку коментари и споделување на профилот на Црвена линија ќе земете активно учество, но и на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија секојдневно паралелно истовремено ги објавува темите за кои што говориме со вас. Па име да слушнеме зошто децата еве од малечки ви се чинили дека ги учиме со новото модерно кадифено родителство, дека до успех може да се дојде и со малку труд или воопшто труд, дека тоа се може да се оствари со мамење. Дали сметате дека во модерното ново кадифено популарно родителство всушност родителите не са кајки, стануваат лоши слуги на децата, а децата лоши господари? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Убав ден, во Црвена линија сте. Вака. Значи, обичниот народ, сиромашкиот народ, си ги уче дечињата колку може на сиромашки начин, без привилегии, без ургенции, без подметување, но џабе е тоа. Значи, ќе завршат факултет, после дипломски, магистратура, докторат и така натаму, тие не можат да се запослаат, бидејќи имат знаење и со труд го стекнале. И ќе чекаат, ќе видат дека не можат и ќе си заминат. И му честитам зошто си заминуваат. И другите да си заминаат. Тие со знаење што завршиле. Бидејќи тука нема перспектива за нив. А од другата страна, аристократијата, кои што се веќе богаташи многу, тие не го следаат овој пример на сиромасите. Тие ја редаат работата и после ги запослуваат во јавни, во државни институции, па и во владата и понатаму и се обогатуваат. Значи со врски, со пријатели, со пари, со све. И така е нашата држава функционира. И затоа ние се одиме напред. Ние ќе втасиме Швајцарија за некоја година. Се со такви работи, со купени дипломи, со подмитување. Бе, не бива. Не бива, бе, тоа е срам, бе, за државата. За да станеш нешто, Ке подсетам, ќе се внимава, верувам, на тајмерот. Слободно сте, добре дојдени сите вие кои што сметате дека овие 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување не се доволни, се додека траеме, повторно завртете го бројот. Многу големо благодарам и вам за одговорите и учеството во ова издание на Црвена линија. Ве подсетувам, пишувајте коментари, сакаме да ги слушнеме вашите мислења во однос на темата за денес. Зборуваме за кадифеното, современото, модерно родителство, кое што генерално е тренд на светски тренд, така да еве се поместуваат границите, оно што никогаш го знаевме како традиционално родителство, каде што постоеше казната, сега се повеќе зама взема кадифеното родителство и се разбира родителите им го посакуваат се најдобро, им посакуваат се најдобро на своите деца. Но дали секогаш ета таквата добра услуга, како што е нели понекогаш да се набават, еве како што е случајот прераскажани готови лектири, каде што на детето ќе му овозможиме да не ги чита лектирите, туку да настапи со нешто што еве го набавиле родителите, всушност им правиме лоша услуга и им испраќаме порака дека треба работите да се завршуваат со многу помалку труд, а повеќе со мамење. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. Господе Тале, како гледате на ова? Дали модерното кадифено родителство ги учи децата да вложуваат помалку труд? Пред се да кажам, Бог напомош по молитвите на денешниот голем пророк Свети Еремија,
а вечерва и утре се слави Свети Атанаси Велики, во кој од кој имаме најмногу манастири и цркви во Прилеп и Прилепско. Честити слави, честити имиња на него се викат Атанаси. Па овој мој вовет нека биде поврзан и со ова ваша тема. Убава тема сте ставили, одлична тема, многу важна тема. Но многу ми рекле нема лоши деца, има лоши родители, па јас би кажал лоши баби и дедовци, кои погрешно ги учат своите деца. Ги учат на лага, на измама, па и на злоба. И утре, не дај Боже, то дете нивно, внук или син, черка, кога ќе влезат во некоја си тешка неприлика, кој ќе тагува најмногу? Тие исти татко, мајка, баба, дедо. И тогаш нема да викаат по себе си дека јас сум крив, ние сме криви, дете во вака го учевме на лага, на измама, на злоба, туку крива е Македонија, крив е премиерот, системот е крив, но ние сме арни, оти дете во учевме на лага, на измама, така? Сега, како може во една наша библиска Македонија да имаме паметни деца со напредок, како имаме на секој чекор коткарници? Дали има книжари на секој чекор? Дали има читални? Има. Дајте тука тие вредности. Но за жал, или дали како библиски народ децата ги учиме да бидат христијани, да биде пример Свети Атанаси Велики, утрешен. Не бре, брате. Благодарам многу за одговорите. Морав да одговорам на тоа да денес во последно време ите како има достапност до книги, современи, богати книжарници. Едноставно е она пристапот како ги воспитуваме децата. Еве ќе ги земеме лектирите како инспирација, она што дури се формираат во последно време Facebook групи, каде што едноставно што поскоро се бара решение како на детето да му се обезбеди однапред готово прераскажана лектира со цел да настапи на училиште како подготвен, иако ниту е прочитана од страната на детето, а уште помалку прераскажана. Па еве, токму од еден ваков пример, да слушнеме од вас и како родители, и сега кој ќе подсетам, бидејќи бабите и дедовците имаат активно учество во воспитувањето на децата, бидејќи родителите денес, модерните родители се исклучително зафатени, па никогаш, нели, токму бабите и дедовците ја превземаат грижата и воспитувањето. Еве, сметате ли дека на таков начин всушност ги учиме децата да размислуваат како да дојдат целта без труд или со исклучително многу малку труд, а многу повеќе со мамење? Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Ево вако, јадам се од Куманово, примам ову инфузију со домашна посета. И сад долази сестра, она не зна да прочита линкоцит тамо од 600. И она мени дава од 600 и 1200 дуплу дозу. И ја ја кажем, nije тачно, jer доктор ме тако рекao. Она не, kad je raširila ruke u mojoj kući, htjela da me bije. Pa je dala, daj mi nož. Ja joj dam nož, ne može da otvori ampulu. Pa kad je udarila sa onaj nož, ono staklo je se sve prosulo, samo sam. И онда добро, сакате да кажете дека медицинската сестра всушност не дала соодветна терапија, она што требало? Не, дала ми дупло. Дупло и почела да се качила ми притисак. И молим те, она не може да отвори ампулу. И ја ја кажем, немојте тако, после мени се слушало, притисак ми се качио, брзу помоć сам звала, дошла е брза помоć, ona je toliko derala, idi privatno, kaže, pa plati. Pa ja sam kupila infuziju, nju platila da dođe da me bocka, veze nema s mozgom, ne zna da pročita linkocid, od 600 i 600, duplo mi je dala, 600 i 600, 1200. A ja treba da primim 600. Došla je u subotu opet i opet mi traži, nije tačno, pa nije tačno. Rekao, znaš što, ja sam zvala brzu pomoć. Znači, totalno ne uče ništa. Ko ne uči, on raboti. Zdravstvo za nigde. Nula, da li bi dala njenoj mami takoj? Не зна да прочита, јас сам. Благодарам многу за тоа што го споделивте со гледачите. Поздрав до оние кои што не следат во Куманово. Секако со оглед на тоа што гледачката зборуваше на српски јазик, ќе преведеме, бидејќи тоа е наша должност, да укажеме на тоа дека сакаше да сподели со вас какво искуство имало, односно дека за да прими терапија која што неминовно треба да ја прими, всушност не имала убаво искуство со сестрата која што пристигнала, дека сестрата, колку што разбравме, не можела да ја прочита соодветно терапијата, така да тука навистина имало
според гледачката, погрешна терапија. Целта на ова што го сподели гледачката на крајот заклучно беше дека ништо не учат. Како да ја благодарам многу за вашето јавување. Продолжуваме со вас. Добре дојдени сте сите вие. Верувам дека во последно време, дури и во секојдневието, во слободното време со своите најблиски, со соседите, пријателите, имате коментари како родители во однос на тоа еве, дали може би и премногу всушност мрзелив е односот на родителите кон децата, односно не им даваме шанса да преку повеќе труд дојдат до сопствени резултати. И на некој начин, еве вака како што е ситуацијата со барањето на прераскажани готови ректири, едноставно испраќаме порака дека со мамење исто така може да се постигне целта. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Почитувана водителке. Повелете. Малку и јас ќе се тргнам од ова тема, убави теми има секој ден, меѓутоа ќе ве замолам како на вистина гледан медиум да посветите повеќе внимание на секојдневните проблеми на граѓаните. Еве еден од проблемите ќе кажам. Очното оделение во 8 септември веќе 3 месеци не работи. Дневно ги оперираат, ќе го оперираат, например, некаде 10-12 саат, во 2 саат го пуштаат. А таму идат да се оперираат претежно луѓе над 70 години. И како тие луѓе со вржани очи треба да се симнат па да дојдат дома, па што ми е дома може да им направиме на нив? Кој може да им стави капки или кога треба да им се стави или кои капки или ќе ве молам, еве, ако може некако да поставите одговор до Министерство за здравство, што се случува таму? Ќе го земаме секако во предвид што го споделивте како предлог за тема, а ве молам, еве, од вас да чуеме, верувам сте и родител, еве, ги учиме ли според вас децата без труд да дојдат до целта и со мамење? Па мислам дека претходно сме ги учеле, а сега во денешно време ги учат. Еве, јас сум малку повозрасен, помлади ве ги учат, баш како што и ја имате темата поставено, на некој начин да со неуспех да дојдат до трута, тоа еве денеска се ни се случува. Као претходна. Така, големо благодарам, еве секако ќе земе црвена линија во предвид она што ни го кажавте како предлог за тема. Продолжуваме со денешната тема. Зошто децата од малечки ги учиме дека до успех не мора со труд, туку може и со мамење. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака, зошто децата, па ние ги учиме, сиромашните ние ги учиме на подруго, на убаво понашање, на културно понашање, да учат у школу, да слушаат професорите, учители и така натаму и така натаму. Меѓутоа, богаташите што 30 години нас, например, не лажат и ни ги испокрадува, испродадува сите фабрики, предпријатија, фирми, све живо и си замина кој за Кувајт, кој за Њу Јорк, кој за Вашингтон, кој за овамо. Значи, сите се куди камо. И деца, они не ги учат, они ги учат да не кажуват на никому ни добро утро, ни добар ден, ни добро вечер, ни благодарам, ни пријатно. Ја не знам до кога ова влада, без разлика и претходните влади, исти се, само што се други имиња. Сметате дека системот е тој кој што ги воспитува и родителите? Да, па толку е. Благодарам. Многу пријатно, убав ден и извините на досада. Ма каква досада, големо благодарам, добре додени сте сите, секако секој од вас и бил родител, може би сега е родител, може би работите еве во како образовен кадар, секако денеска темата е зошто децата од малечки ги учиме дека до успех не мора да се дојде со труд, дека сето тоа може и со мамење.
Секој од вас еве преку своите деца, преку она што го гледате, секако можете да дадете одговор. Добре дојдени сте, потсетувам сите во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ке ве замолам и вас малку погласно. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Видите, одека пишува за децата дека ги воспитува. Сега зависи кој ги воспитува. Ако вие таму во телевизијата и другите што се јавуват и ги воспитуваат така, значи тоа е нешто друго. Значи јас сум засегнат човек во тоа. Значи овде пише зошто децата од малечки ги учиме дека до успех не мора со труд, туку може и со мамење. Од кај вие знаете ја моето дете како го воспитувам? Значи не можете вие моето дете да го ставите. Многу лично ја сваќате работата. Јас себе сакам да ве прашам дали сметате дека модерното, ве молам. Не ме слушате. Не ве напаѓаме лично, ве молам. Од каде така добивте впечаток? Зборуваме за следното. Има промени кои што не се случуваат само во нашата земја, туку глобално во однос на пристапот и новото модерно родителство. Она што ни беше појдовна инспирација е дека еве се случува како никогаш порано да се формираат, да речеме, Facebook групи, каде што на инсистирање на родителите се бара начин како да им се олесни на децата всушност да дојдат до добра оценка, односно да прикажат прочитана, прераскажана лектира. Таков беше случајот. Всушност, не давајќи му шанса или укажувајќи му на детето дека е добро и задолжително да се прочитаат лектирите и секако дека децата треба да се ги завршат своите обврски. Црвена линија секако не мисли дека вие не се грижите за своите деца. Ве молам, не излегувате од контекстот на она што го прашува Црвена линија, а редовно се вклучувате и секогаш сте активни. И така треба да биде. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден. Смешен ми беше овој присходниот, нема време да го коментирам. Тоа е тема која не ја разбрал, може би, човекот. Точно е ова за мене. Знаете зашто е точно? Па затоа што, знаете како, и што ќе учиш, ќе си купиш диплома. Да, бе, јас ти кажувам лично, како што се купува. Имаш еден виц, патува автобусо од Скопје преку Тетово за Охрид. Во Тетово застанува и шоферот му вели имате одмор 30 минути. Кој сака бурек, кој сака чорба, кој сака диплома. Да, имаш родители што тоа го мислат така ќе купи, ама кога ќе дојди на работа, кога ќе дојди, тогаш е ситуацијата. Зошто во Германија кој ќе си одат и преиспитуваат тие дипломи? Оти довде го доведов на школството. И самите родители, тоа што кажувате. Лесно е во Македонија да дојдеш до диплома, за која сакаш. Многу јасно е зошто е. Затоа во светот постоа приватни школи. Ако сакам детето да ми се школува правилно и нормално, го пуштам во приватна школа. Затоа што ние го донесовме, да речем, образованието на нула. Не дека сакаме. Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Топло препорачувам и понатаму да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Видите вака, за да учиме. Лектирите беа идеални за читање преку лето. Ќе ти дадат 10 лектири, 4 месеци по 2 ќе ги прочита. Со самото читање и оние деца кои имаат говор при разговор, идат малку понапред во самиот говор, самото учење и со тоа утре, завтра кога ќе застанат на некое друго место, има друг начин на однесување на говор и ред други работи. Јас сум лектирите да се воведат и да се читаат и да се прераскажат. Во моје време порано беше сите ја читаме лектирата и професорката ќе почне од првиот до 31-иот ученик, секој помалку ќе раскаже целата лектира. Со тоа што не доведува во една група каде што сите сте активни. А сега тоа го нема.
Не знаеме ние децава да ги натераме да седнат, да се образуват, да читат, да научат која е согласка, која е самогласка, каде треба да застане, каде треба да земе малку воздух. Сето тоа и тоа е голема наука. Та не знам како ќе ме разберат другите, како која треба да земе воздух, која треба да се издише и не други работи. И од ја приметувам и кај водителките некаде прават катастрофални грешки. Во однос на некои зборови каде што не се во мајчиниот или литературен јазик, каде што јавно се гледа цела Македонија, тоа треба комплет. Големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Подсетуваме дека во 90-тите години од минатиот век во сите земји во транзиција прво се промени начинот на воспитување. Голем дел од нас сме генерации кои што и како добро го паметиме и израснавме во оној традиционален принцип на воспитување, каде што и постоеше казна. Денес постои кадифено воспитување. Но, еве, оно што е добро, најверојатно изгледа дека кусот трае, па дојде и времето кога треба да ги соопштиме, се разбира, резултатите од денешната анкета. Зборувавме, еве, како инспирација всушност за тоа дека во последно време и родителите настојуваат да изнајдат решенија кои што нели ќе им олеснат многу повеќе на децата, но од аспект на тоа да се прескокнат обврските кои што треба да ги имаат децата. Па на прашањето на Црвена линија денес на Инстаграм, дали според вас родителите на Фейсбук бараат прераскажани лектири затоа што се мрзливи родители или се мрзливи децата, еве ги резултатите. Дека причината во тоа ја гледаат мрзливи родители 57% од оние кои што учествуваа во анкетата, а како причина дека се мрзливи децата 43%. Дојде времето за реклами, а потоа повторно сме заедно во студио. Благодарам за ова издание на Црвена линија. Еве, иако денеска зборувавме за она дали со модерното родителство ги учиме децата да дојдат до целта со помалку труд, најверојатно со вештачката интелигенција и без многу труд и мака ќе се доаѓа и до виртуелни партнерства и ќе се на таков начин еве ќе се победи модерната осаменост. Сето ова ќе биде исклучително интересно. Останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петревски и љубовта со вештачката интелигенција.